А ние во оваа динамична утринска програма го имаме нашиот следен соговорник на линија. Со огромно задоволство и чест го најавувам Владко Стефановски. Владко, добро утро. Добро утро. Се надевам дека и во Влаја врне како што паѓа снег како што паѓа и во центар на Скопје. Јас сум во Тафталиџе и гледам дека врне надвор. И гледам дека врне, гледам дека баба Марта си ги покажува своите заби. Владко, што прави така истакнат уметник, автор како што си ти, кога мора со денови да седи дома? Расте инспирацијата или се намалува инспирацијата за уметничко творештво? Да бидам искрен, не ми паѓа тешко оваа самоизолација, затоа што стално наоѓам нешто да работам, или свирам, или снимам музика, или пишувам во компјутер, или гледам што се случува, односно и ако уловам уште некој добар филм на телевизија, тоа е уште, како да кажам, позабавно. Некој сам да кажам дека сум пресреќен ради ова што сум дома, ама што е тука е. Така е. Во секој случај, намалените се излегувањата и контактите на едно минимално ниво, предпоставувам. Па на нула. Не е само на минимално, на нула ниво е. Вртам крупче низ мало, колку да не атрофирам скроз. Ама при тоа не комуницирам со никого и не сретнувам никого, by the way. Те замоливме и со тебе почнавме една иницијатива која што утринава, се надевам дека многумина ќе ги израдуваме, а тоа е да контактираме наши познати уметници, особено овој тип на изведувачи на уметност, кои што не само од областа на музиката, кои што за нас ќе направат еден посебен краток перформанс, некаков сонг, некаква песна, некаква интерпретација, музичка интерпретација инструментална, со која што ќе ги пробудиме утрински нашите гледачи и слушатели во утрински брифинг. Ти одбра за нас да направиш една импровизација на како еден вид поздрав на италијаните. Ќе ни објасниш ли точно зашто станува збор пред да ја слушнеме самата изведба? Да ви кажам, черка ми Ана помина 10 години во Италија и ја многу често одев да ја посетувам, да ја враќам дома или да ја носам насаму. Така што имам посебна емоција према и не само емоција, туку една емпатија и сочувство со италијанскиот народ кој поминува низ невидена криза. Така што ми текна, првата идеја ми беше да снимам една numera од италијански композитор. Ја необично го сакам и го почитувам Енио Мориконе, кој е најдобриот филмски композитор на планетава, жив. И одбрав една негова тема која се вика Cinema Paradiso, која ми е посебно драга и во меѓувреме ја научив да ја свирам и ја скинав, да ја кажам. И ете, тоа нека биде поздрав и една мисла да упатиме кон нив со желба за подобро и побрзо надминување на оваа криза. А од друга страна, имам потреба да ги поздравам и да дам поддршка и на луѓето од Загреб кои се наоѓаат во double trouble, да кажам. Не знаат дали да се чуваат од земјотрес или од коронавирус. А вистина се во вчера упатив една видео порака до нив. Значи им посакувам што побрзо враќање во своите домови и што побрзо справување со ова невидлив непријател. Владко, ти благодарам многу и за гестот и за овој придонес. Сигурен сум дека тоа сите наши пријатели и во Македонија и на Балканот, пред се и хрватите, а и италијаните во Италија ќе знаат да го ценат овој гест. Предлагам да ја слушнеме песната. Ти благодарам уште еднаш и се надевам дека ќе се сочуваш и ти и твоето семејство и здравието и доброто расположение. Фала ви, голем поздрав за вашите гледачи и бидете здрави, бидете добри. Благодарам Владко Стефановски. Да ја чуеме импровизацијата, односно интерпретацијата на една од мелодиите на Енио Мориконе како специјален поздрав на Владко до италијанската нација.
Thank you.